По 2 дена закани од СДСМ кон ТВ Алфа за кривична пријава за објавувањето на златната виза на Венко Филипче, лидерот на СДСМ денеска воопшто не сакаше да зборува на оваа тема. На конкретно поставено прашање, зошто кривично кога станува збор за информација од јавен интерес, кратко кажа, ке ни кажеле правниците. Откако беа објавени документите кои ги добивме од свиркачи и се од висок јавен интерес, индиректно признавајќи нивната автентичност, пред 2 денот партиската говорница најавија дека ќе поднесат кривична за Алфа во рок од 24 часа, но од нејасни причини тоа се уште го немаат направено. Го прашавме и Филипче лично кога ќе ја поднесат, но и за тоа ќе ни кажеле правниците. Колку е оригинал, по кој основ ќе поднесете кривична пријава кога станува збор за јавен интерес, а вие сте лидер на политичка партија, поранешен министер? Ќе ви кажат правниците тоа. Кога ќе поднесете? Ќе ви кажат правниците. А наместо објаснување како преку само финансирање дошол до визата за да биде извршен директор во Дубај, Филипче денеска реши повторно да се заканува и да етикетира медиуми, кои според неговата оценка ширеле лажни вести и со кои тие кога ќе дојделе на власт ќе расчистеле. И сега користи Гебелсови методи за комуникација, ширење лажни вести, оцрнување луѓе, идентификување на лажни внатрешни предавници и надворешни непријатели. Сето тоа користејќи Орбановата мрежа на медиуми тука кај нас, која гледаме постепено во Унгарија почнува да се распаѓа. Ќе се расчисти системот на лажни вести. Инаку на темата златна виза, Филипче уште лани се демантираше самиот себе. Прво немал, па имал зашто бил доктор, за после да биде објавено дека била за да биде извршен директор во Дубај. На 25 април 2025 прво немаше, за само 2 недели подоцна каже дека имал, но ја добил бидејќи бил стручен како доктор и неврохирург, па преговарал за работа во болница во Дубај, а не за да биде извршен директор, како што е наведено во документите.